Делумно од иселениците во странство одлучиле да се вратат во државата, што го доведува фактот дека нивните деца ќе се образуваат во својата татковина. Овој факт за министерката за образование и наука, Весна Јаневска, е од големо значење, пошто таа истакна дека овие деца се добродојдени и со нив ќе се работи квалитетно за да се образуваат и да образуваат формално или не, за да се реинтегрираат во општеството. Имamo задоволство што денес заедно со UNDP го имаме овој настан кога наши луѓе кои побарале подобар живот сега се враќаат во својата татковина за тука да го продолжат сопствениот живот и тргнале по правиот пат да се образуваат и дообразуваат формално и неформално за да можат повторно да се реинтегрираат во општеството. Сите наши граѓани се добредојдени да се вратат назад и тоа е голема радост за нашата земја и татковината е нешто што е големо богатство. Навистина се радувам и што ги имаат овие можности, што UNDP ни помага да го оствариме ова, затоа што очекувам после стекнатите знаења тие да го подобрат личниот живот, но секако и да и подобрат на сопствената татковина. Покрај новитетите за учениците од странство, на веб страната на Министерството за образование и наука веќе се поставени и 5 закони за основно, средно, средностручно, закон за образование на возраст и закон за национална рамка на квалификации. На веб страната на Министерството се поставени 5 закони. Закон за основно, закон за средно, закон за средностручно, закон за образование на возрастни и закон за национална рамка на квалификации. Законот за основно е прилагодување всушност на законите за средно и средностручно образование. Закон за средностручно образование досега немавме, а е необходен за да ги дозаокружиме процесите на учење преку работа и учење во дуални паралелки, што е исклучително значајно за нашата држава. Исто така и закон за средно образование, каде што знаете дека многу долги години, повеќе од 20 години немаме никакви промени, а треба да ги направиме во правец на модернизација на нашето општество и приближување кон Европската унија. Значи регулираме се во однос на средностручно образование, дополнително ги регулираме прашањата околу инклузијата на повеќе ранливи групи, вклучувајќи ги и децата со посебни потреби. Ваквите факти според министерката се доволно добри, за да државата продолжи да се стреми да се усовршува на секое поле, заклучно и во полето на образованието, а тоа ќе предизвика и раст на бројката на учениците во училиштата во државата.